Добра вечер, почитувани слушатели на Радио Сквер и почитувани гледачи на подкастот на Плоштад Прес. Ова вечер започнуваме со нова дебатна емисија која ќе се нарекува Мали ноќни муабети, во која што ќе дискутираме за голем број теми кои што го мачат, но и го расположуваат нашиот град Куманово. Денес ќе започнеме со една тема која што сметам дека не засега сите, имено зошто младите се повеќе зборуваат англиски јазик, а не својот мајчин македонски јазик. Најверојатно сите имате слушнато и тинејџери и деца од основно деление како зборуваат за лајкни ме, наместо ми се стисни дека ми се допаѓа, сабскрајбај се, наместо претплати се на овој канал, едни ме на митинг, наместо додај ме на состанокот, ние сме броукови, наместо немаме ни скршен денар, и или зборуваат сосема на англиски јазик, или зборуваат со вакви зборови, англиски зборови со македонски суфикси додадени. Затоа денеска поканив една гостинка која што сметам дека е најкомпетентна да зборува за оваа тема. Тоа е Ангела Петковска, професорка во македонски јазик во Средното училиште гимназија Гоце Делчев со 22 години работно искуство. Добре дојде, Ангела. Благодарам што ме поканивте, добро ви најдов. Драго ми е што ќе зборуваме за оваа тема, што мислам дека навистина е актуелна не само во Куманово, туку и пошироко во Македонија. Сега ти, бидејќи веќе 20 години предаваш во гимназија Гоце Делчев, какво е твоето искуство со овие англицизми, зборување на англиски јазик, деградирање на македонскиот јазик? Не знам дали би го нарекла деградирање, ама ова е повеќе според мене некоја мода, нова мода, тренд, како некои намерно го употребуваат англискиот наместо македонскиот, некои спонтано. Имам примери милион затоа што секој ден сум со тинејџерите, предавам во прва и во трета година, а ова година предавам и во новата англиска прелелка, билингвална англиска прелелка. И сум сведок на таа употреба на сленг, односно на англизми, посебно англизми, затоа што кога кажеме сленг, тие секогаш мислат на некои зборови кои што се од англиско говорно подречје. И навистина тоа е на ниво на цела држава, не е затоа што јас ги слушам и колегите, разговараме со колегите, ги слушаме децата од другите училишта, од другите градови, значи тие како да сакаат да го користат се повеќе англискиот, а помалку македонскиот. Не дека тоа не е во ред, значи ние сме јазичари, ти имаш завршено странски јазици, и јас го познам и англискиот, и францускиот, и нормално овие наши јужнословенски јазици. Меѓутоа, и познавање на јазици е богатство, нормално, ама да се употребуваат кога треба и како треба, не по секоја цена. Ова е нешто баш тенденциозно. Пак ќе кажам, некои тинејџери намерно дури ги учат, седнуваат и учат речник, значи на англизми, за да бидат во тренд, да се вклопат во своето друштво, како да е срамно веќе да се зборува обичен македонски јазик, затоа што за сите англизми ние сме имаме македонски зборови. Иако тие многу од нив тврдат дека нашиот речник е многу сиромашен, па поубаво било да се изразуваме на англиски јазик, а некои, посебно овие помалите, мислам дека веќе израснале со тие англиски зборови и за нив е нормално, природно да ги употребуваат. Тие не ни знаат дека тоа е нешто што може поинаку да се каже на македонски јазик. Да. А што мислиш дека е причината за ова? Дали тоа што премногу видеоигри, социјални медиуми, се што користи, што носи модерното време, пред се е на англиски јазик? Дали мислиш дека тоа е една од причините? Мислам дека дури и повеќе се стана ова актуелна тема со онлайн наставата во текот на епидемијата на COVID-19. Не знам дали имаш примери претходно дали користеле, но и некако мене мислат дека по онлайн наставата уште повеќе да почна да се користат овие англицизми или англиски зборови со македонски добавки. Да, сега тоа онлайн наставата, таа се течеше на македонски јазик, меѓутоа децата беа затворени, беа многу сконцентрирани на социјалните мрежи и речиси сите одат на англиски јазик, значи TikTok и Instagram и Facebook. Постојано слушаат и таква музика, пред се американска или хип-хоп, која што исто потекнува нели од пред се од Америка. Гледат и филмови, нивни тинејџерски филмови
И едноставно мислам дека најголем проблем или причина, да го повлекувам зборот проблем, причина се мобилните телефони. Веќе ни компјутери толку не употребуваат како модел, затоа што телефонот е мал компјутер. Тие како да се сраснати со тој мобилен. Значи јас денеска, ја замолувам една ученичка да отиде во канцеларија да ми земе креда и таа станува, значи од училница има 100 метри до канцеларијата и таа со мобилен телефон излегува. И кога се враќа ја прашувам, а зошто го носиш мобилниот? Таа несвесно не ни знае дека го носи, значи таа постојано живее со тој предмет. И се на тој мобилен телефон може да се направи да има и превод на сите тие операции да се на македонски и кирилично писмо, меѓутоа како да е тоа нормално или имаат потреба да го користат тој за да се вклопат во тоа нивно друштво каде што е модерно да се зборува. Друга причина што имам забележено, значи се шетав на Кеј со моето куче, гледам покрај мене од едно семејство. Така помлада од мене мајка со деца тинејџери. Изборуваат перфектно англиски. Јас помислев дека се дојдени тука или на гости или не знам, престојуваат од некоја причина и однаш после некое време почнаа да зборуваат кумановски. Јас бев во шок. Што е работата сега? Значи, таа родителката ги поттикнуваше цело време децата да зборуваат на англиски јазик. Или кога се враќат, јас одам на училиште во исто време како со учениците. Кога се враќат, кога одат на училиште, тие цело време се зборуваат по пат на англиски јазик. Последниот пат на саем на книга бевме со ученици и тие рекоа дека сака да купуваат книги на англиски јазик. Зошто? Па така поубаво ми е да читам на англиски јазик. Ама како мислиш поубаво? Што значи тоа поубаво? Па не знам. Значи не знае, а смета дека е поубаво. Смета дека ќе биде подобро да е различна, да биде необична, да го прави тоа што другите го прават или нешто што е потешко, можеби. Не знам од кои причини или затоа што мисле дека навистина ќе биде по-кул, да се изразам, со тој нивен средношколски сленг, да скаже дека чита литература на англиски јазик. И кога ќе ги прашам дали читате современа литература на македонски, што е од наши современи писатели, затоа што има милион добри, и тие велат не, па тогаш како знаеш дека таа литература подобра, поинтересна за тебе од ова на македонски? И така има милион примери. Значи мислам дека тоа е баш онака тренд, преплавени сме. Тука едно друго прашање се поставува, спомнавме читање, лектири. Дали можеби проблемот е со некомпетентни и некреативни професорки по македонски јазик? Затоа што знаеме, како се вработуваат наставничките и ми делува некако дека тие не се трудат на часовите да ги заинтересираат децата, особено за македонска литература или за преводи на македонски јазик. Какво е твоето искуство? За тебе знам дека читаш, тоа знам како дека е факт, и знам дека правиш малку покреативни часови, но мислам дека ти си исклучок од правилата. Така што тоа ме интересира како ти го држиш интересот на твоите ученици во текот на часовите. Тоа прво е малку неблагодарно да зборувам за моите колешки, меѓутоа и да не сакам да зборувам и да не сакам да знам, учениците сами кажуваат. Пред некој ден имав гостин еден кај мене во двор, од друго училиште, и ме прашува, пријателна ќерка ми прашува што предавам јас. И добро, кој ти тебе предаваше македонски во тој училиште, таа и таа професорка, добро, како ти беше на часовите? И тој кажа, значи, да не се навредите, за мене тоа беше најлошо искуство мое. Зошто? Па цело време не тераше да пишувам, што вика, па ништо, само ни диктираше. Добро, и тој сега ме прашава, добро, вие како ги водите часовите? Јас сега како, што? Ајде, викам, ќе ти кажам, денеска, например, тоа дело, како го обработувавме, и јас му кажам, значи, прво го најавам делото и барам од нив да истражат самите за писателот, нормално во едната лекција за литературниот правец, јас ќе објаснам. Меѓутоа, глупаво е во време на толку извори информации, јас им раскажувам биографија за писателот, вие секој да каже нешто што прочела, што е интересно, што го запомнил, и така почнуваме за дискусија и после јас поминувам на она што е најтипично за делото, и тој рече, добро, доста толку, ништо повеќе не ми треба. Зошто? Па вие ги терате учениците самите да се ангажираат. Вие ќе им кажете нешто интересно, кое што може би го нема никаде, а вие го знаете, затоа што одамна сте го тоа научиле, прочитале некаде, и тоа ќе го привлече вниманието.
Друго, јас кога анализирам, бидејќи конкретно ме прашавте за литература, никогаш класична настава немаме. Прво ќе ги наместам учениците секогаш во круг. Сите сме во круг наредени. Па јас не го прочитав ако не си го прочитал, седи тука, ајде се гледаме сите сме еднакви. Оние кои што го прочитале делото дискутираат, другите слушаат, ама тоа не значи дека нема став за темата која што е обработена во делото, па кажува своји животни искуства, своји размислувања, така што сите се вклучуваат, никој не се чувства инфериорен или казнет. Мене ми е многу непријатно да се гледат учениците во грб, како класично подредени, и затоа секогаш си редам сите да се гледаме во очи, да се дискутираме. Јас велам, значи часови по литература не се предавање, тоа е разговор. Ние разговараме за литература. Да, баш таков став ни треба. Веќе кога станува збор за лектири, дали сметаш дека треба да се обноват лектирите, затоа што веќе новите генерации издодевно им е да читаат, не знам, Толстој, Војна и мир и не знам, некои класици? Не им е само на нив, туку и на нас веќе 30 години едноисти книги. Значи после нив, после тие писатели за кои што навистина сметам дека не сме еден интелектуалец да го нема прочитано тоа некое дело од класичен писател, меѓутоа после нив постои литературата, има добри квалитетни писатели, знаеме, јас и ти бидејќи сме членки на нашиот читачки клуб. Сега ме радува во прва година што во програмата, сменете малку програмата, ставени се како примери за раскази, теорија на литература и романи, па и поезија, ставени се современи македонски писатели, како например Оливера Ќервезировска, нашата Кумановка, Александар Прокопиев, Драги Михайловски, Венко Андоновски. Досега нив ги немаше, ама тие се веќе докажани на европско ниво како квалитетни писатели. И друго нешто, мислам дека бидејќи ме праша за моите колешки, за другите, како работат децата, што кој ги мотивира, вака сега, јас и ти постојано се гледаме на сите промоции на книги, така, на сите културни настани, меѓутоа јас моите колешки не ги гледам. Генерално зборам за сите, не зборам само од тоа училиште. Значи многу малку ги следат, или кога ќе почнам да зборувам за некој актуелен писател наш, македонски, јас ја следам нашата значи културна сцена и настаните и посебно литературата, кога ќе почнам да зборувам, немам соговорник. Многу ретко се наоѓа некој кој што чита, значи како до крај на факултет тоа што прочитано за цел живот, толку. Децата тоа го чувствуваат. Овие деца живеат во свет на нови информации, тие сакаат нешто да им е интересно, да им се задржи вниманието, затоа што самите тие се многу се проникливи и многу повеќе знаат од нас во нивно време кога сме биле, бидејќи ние сме имале можеби само една библиотека како извор на информации, имаат милион начини да дојдат до нешто, нестрпливи се и сакаат промени, сакаат нешто интересно, забавно и креативно, ама креативноста не доаѓа само од една страна од наставникот, туку кај нив тоа да се потикне, за да се постигне таква една атмосфера, треба навистина самиот наставник да се надоградува самиот себе си. Да, согласна. И јас да ви кажам право, и бев долги години оценувач на матурските тестови во Скопје, се соочував со мои колеги кои што поправаат нешто што не е за поправање во ученичките тестови, и тоа покажува дека тие, за жал, голема жал и за чудо, немаат некој, кој знае колку длабоко стручно познавање, што се одразува на воопшто на квалитетот на образованието и љубовта, потребата, нели, за читање на книги, начинот на, нели, како зборуваат децата и така натаму. Тоа е системски проблем. Не е тоа само дека децата сака да бидат модерни и сака да зборуваат на англиски. Не, проблемот ни е и кај нас како стручни, нели, луѓе и воопшто во МОН како ги третираат проблемите, некако пред време сакаат, нели, да сменат нешто, а уште немаме добра основа за некои промени, и во родителите кои што си ги насочуваат така како што тие замислиле децата. Значи има многу причини зашто децата ги употребуваат англискиот, а смета дека македонскиот не е доволно интересен, убав, богат
и доволен за да Да. го потребуваат секојдневно. Да, јас мислам, според мене, еден начин на промовирање на македонскиот јазик и преку музиката. Нели спомнавме на многу ретко има концерти на македонски автори, како на пример, не знам, Калиопи, Каролина Гочева, Тамара Тодеска, па и Фолтин. Баш тоа спомнавме, Теа Теровиќ 3 пати има дојдено во Куманово, а Фолтин мислам, не знам, где се сеќам кога последен пат има дојдено. Ма тие не знаат кој се Фолтин. Да. Моите Тоа е ученици малку не знаат проблем. кој е. Да, мислам дека и преку музиката, преку текстовите на Фолтин, на Каролина, на не знам, и на Текстовите Нокал, се прво на македонски јазик точно. и се многу убави. Меѓутоа, не знам, пак ќе кажам, медиумите пласираат, нели, таков тип на забава, нешто што е многу ефтино, неквалитетно, Но и популарно. децата го преживуваат тоа, посебно во тие тинеџерски години. Не знам, паѓа квалитетот и на забавата и на образованието. Јас тоа го гледам секоја година кај секоја генерација и не можам да кажам дека се виновни тие деца. Тие се одраз на времето во кое што живеат. Тие се наша слика. Дали Ние им ги да, подготвуваме тие услови во кои што тие раснат. да. Дали сметаш дека тука има проблеми кумановскиот дијалект? Затоа што ние да зборуваме македонски мора буквално да преведуваме од кумановскиот дијалект, кој е сосема различен од македонскиот. Дали можеби тоа е една причина зашто ние, тоест децата се мачат на еден начин да зборуваат македонски? Не. Еве, например, кај мене на часовите тие зборуваат баш македонски, затоа што јас им зборувам македонски. На мене и родителите, кога ќе ме сретнат на улица, после родителска средба ми зборуваат на македонски, затоа што тие во друго издание ме немаат видено. Да. Јас само така им зборувам и после јас кога ќе обренам на кумановски, тие вака стојат зачудено, затоа што никогаш не ме слушнале така да зборувам. Меѓутоа, самите деца кажуваат дека многу, еве, например, прва година сега, кои што ми се нови ученици, првите часови почнуваат кумановски да им зборуваат. Чекате малку, стоите, па... учевме за стандарден, за дијалект и заопшто народен јазик. И после она дефиниција за тоа што е стандарден литературен јазик, како официјален службен јазик, кој што, нели, се учи преку правила и задолжителен за сите, се зборува во сите институции, тие мене ми зборуваат на час. Добро, а што учевме сега? Зашто учевме? Добро, викам, а од каде ти ова потреба, идеја дека треба да зборуваш на час по македонски, да зборуваш на кумановски? Дали ти јас зборувам на кумановски? Не, под каде? Па ние така си зборувавме. А кога сте зборувале? Како? Со кого? Па со некои професори, тие се зборуваат кумановски. Значи, децата сами си кажуваат и тоа за нив не е природно, значи спонтано тие ми се браќа така, ама кога ќе видат дека веќе е нова ситуација, друго се прилагодува. Значи, она што им даваш на децата, тоа примат. И колку им даваш, толку ќе примат. Колку им бараш, исто толку ќе дадат. Да. Значи сега зборувавме за проблемите малце, за сегашноста и минатото, ајде малку за иднината. Што може да направиме за да се подобри тоа? Дали може да работиме, нели, на некои програми, детски програми како Биби, Боби, Дајте музика. Имаше некој предлог Бушава азбука повторно да се возобнови, ама знам дека наишло на негативни коментари, значи нели не било добри средства за истото. Дали може некои видеоигри, социјални медиуми на македонски јазик, што според тебе може се направи? Јас навистина сега додека прашуваш, си го враќам филмот назад, не можам да се сетам на некоја емисија, културно, забавно, образовна емисија на македонски јазик, од македонска, било која македонска телевизија во последните 20 години. Поправи ме ако грешам. Јас освен Бушава азбука, не знам. И оној детски фестивал Поточиња, музички фестивал, Поточиња, Бушава азбука, Биби Боби, тоа веќе за малите, тоа е добро, тоа е добар проект. Дајте музика, толку. Порано, сеќавам, јас кога бев дете, имавме образовна програма, имавме ученички парламент, имаше многу емисии вака, значи во студио од областа на културата, на уметноста, на литературата, со интересни теми, со интересни гости, со стручни водители, новинари, прилагодени теми за младите луѓе. Не знам, значи пак ќе кажам, проблемот е општ, заеднички. Тука треба многу фактори да се вклучат во решавање на овој проблем во иднината.
гледам дека се прават некои еве со ова промена на програма, ама некако се ми се чини дека е изнасилено, некако многу работи забега во ќорсокак и сега сакаме преку ноќна сила да ги смениме. И секогаш на грбот на оние кои што всушност се најневини обично, нели, некој друг, вината во некој друг, ама не сме ние сме добрите, ќе поправиме и обично ние професорите сме тие. Еве, например, ни дават нова програма, почнуваме да работим без учебник. Значи, мене како на професор од 20-30 години работно искуство, мене учебник не ми треба. Затоа што јас сум си учебник, тоа моје знаење што акумулирано, не од еден учебник, јас знам да го пренесам за тие 40 минути, како што мислам дека треба. Ама на ученикот му треба. И сега, значи имаме навистина проблем основен. Правиш нешто, а без добра подлога за тоа. Правиш промени, ама или со ова вештачка интелигенција. Па, децата, ние како менталитет, како народ не сме спремни за тие нови технолошки и откритија, ама и нешто што би требало да биде наша иднина. Кога ќе кажам, јас ај напишете есен на некоја тема, и детето ми донесе, ученикот што никогаш не напишал домашно, донесе домашно, браво, супер, ајде, прочитај, ајде да слушнеме нешто. Чита, едва ќе го прочита. Добро, убаво, сам ли го напиша? Да. Ајде да видам, што значи ова реченица? Дреме. Овој збор што значи? Дреме. Па нели ти го напиша? И викам, од кај ти тоа и дреме? Викам, да не употребуваше ти современи алатки и толку, крај на дискусија. И јас им велам постојано, не дозволува вештачката интелигенција да ја смени твојата природна интелигенција. Вештачката интелигенција е да ти помогне, не да те замени. Значи, ние се уште немаме свест, немаме тоа ниво, за да го користиме тоа како што треба. Како што и правят учениците со социјалните мрежи, значи се им е дозволено. Се. И тоа веќе оди во некоја многу погрешна насока. Нивната енергија, нивната концентрација, нивната интелигенција оди во нешто што нити е за нив, нити е добро, а не дека тие немаат потенцијал во себе. Ама, да ви кажам, во овие услови, мене лично ми треба многу енергија да го извлечам од нив тоа доброто и квалитетното. Да, за жал, повторно, како што реков, како некако си имаме ние таков некој менталитет да го оставаме својот јазик на страна, нели што рековме, да сметаме дека е неважен, да го обезвредуваме, да англискиот е подобар, сите други се подобри. Вештачката интелигенција ја спомнавте, дури е лошо затоа што сега од англиски на македонски нудат смешни цени на лингвисти кои што треба да го преведуваат материјалот, што значи дека уште полошо ќе биде, јазикот уште повеќе ќе се упропастува и уништува со вештачката интелигенција. Дали можеби, тоа размислувам, кое ќе можеби решение, можеби како што сме прифатиле турцизми, некои србизми, нели што ги користиме со години, што веќе се дел од македонскиот јазик, дали можеби треба да ги прифатиме овие зборови кои веќе се прифатени, како лајкниме, сабскрајбниме, не знам, мувај се во таа. Значи апсолутно, да. Значи не може она што природно се менува, што дошло, што се случува, не можеме ние на сила и не треба на сила да го оттргнеме, да нели ги затвориме очите, тоа е нешто што се случува и што народот си го прифаќа, значи има потреба од таква промена и ние тоа треба да го прифатиме, меѓутоа треба сепак да се знае што, колку, до каде може и каде треба да се употребува. Затоа постои официјална и неофицијална употреба на јазик. Нели? И тоа го зборувам јас со моите ученици. Првата домашна задача, баш во прва година, беше тоа ни беше од лингвистика, за тоа што е стандарден, што е дијалектен, што е официјална, што е неофицијална употреба на јазикот. И јас им дадов задача да направат некој текст како би звучало официјално и неофицијално. Децата тоа убаво си го разликуваат. И точно знае каде може англизмите да ги употребуваат, а каде не. И може да ги извлечат и македонските зборови за тие англиски зборови, ама треба да се работи со нив. Да. Многу треба да се работи. Инаку, како што кажавте, турцизмите се примени, интернационализмите се примени нормално, дека со технологијата, која што многу бруго се развива и сме врзани со неа преку мобилните, преку компјутерите, интернет, дека тоа се нови зборови кои што така си ги примаме готови и се менува речникот. Речникот нешто што најлесно и најбрзо се менува. Граматиката, правописот не, меѓутоа речникот е жива материја, тоа е природно.
Не значи ако се турски зборови дека не треба да ги употребуваме турцизмите, не сме ни свесни колку турцизми употребуваме. Исто се случува со англизмите. Ова нова генерација си ги употребува и ние тоа треба да го прифатиме. Меѓутоа сепак треба да се знае до каде оди употребата на тие зборови, а каде треба да си биде чист македонски стандарден јазик употребен. Добро, значи да заклучиме. Потребни се покреативни пристапи при предавање на македонскиот јазик, бидејќи се менува генерацијата, не можеме оние застарени начини на предавање. Потребен е систематски пристап, односно Министерството за образование низ цела Македонија, бидејќи како што рекој, че ти не е ова само локален проблем, тука е проблем во целата држава. И потребно е да се прилагодуваме. Очигледно како што се менува новите генерации, ние мора со нив да се прилагодуваме. Ама и не учиме. Јас секој ден учам од моите ученици. Да. И да ви кажам, мене ми е интересно. Затоа што многу работи, јас за многу работи, јас сум отворена со нив. Јас на прв час им кажам, значи ние овде сме да се соработуваме, да учиме едни од други. Не сум јас професорка и крај, значи недостапна од другата страна на катедрата, а се што не ми е јасно, јас кве прашам и барам помош од мене. И тие така се го сваќаат. Посебно кога не знам како нешто за компјутерот или смарт таблетот. Веднаш децата се рентген. Ама навистина забележувам дека имат потешкоти во се повеќе деца, потешкоти во употреба на македонски јазик и изразување. Имам конкретен пример, значи им дадов прва задача на прв час, сметав дека ќе биде креативно, интересно и полесно да ги опуштам наместо да читам имиња од каде божем ќе ги запомнам имињата. Ајде велам да се запознаеме, учевме за знак, символ, јазичен знак, зборови и ајде во контекст на таа лекција ајде со кој символ ќе се представите себе си да објасните зошто. Да кажеме од 15 деца дали 5 може да се дефинират себе си и да објаснат на македонски. После 2 недели малку се опуштија, па почнавме, бидејќи предаваме во ова билингвална англиска прелека, велам сега да го користиме малку англискиот. Истата задача, ама на англиски. Леле, 2 страници напишале. Да. Читаат. Чекај, не можам да ти стигнам, чекај. Па нели е поентата да читаме, да преведуваме, да разбереме. Што излезе дека јас најмалку знам англиски. Тие веќе сватели, јас дека да ги стигнам. Децата зборуваат англиски перфектно, а истото тоа на македонски не може да го склопат во 5 реченици. Да, што е жалосно навистина. Затоа што е било имаме работа, многу работа. Јас не сум против англиски, јас го говорам. Точно. Значи, треба да се знаат, ама па да го знаеш туѓиот јазик подобро од својот, тоа е веќе симптоматично, тоа е значи голем проблем во чишто решавање треба многу субјекти да се вклучат. Фала ти многу, Ангела. Мислам дека ова беше исцрпно. Се надевам дека повеќе професори ќе имаат како тебе креативен пристап, малку повеќе ќе работат со децата, да имаме малку надеж дека работите ќе тргнат на подобро. Фала многу, ова беше првата емисија, се надевам дека се опуштивме и дека ужива и слушателите на Радио Сквер и гледачите на подкаст. Да. И се надевам дека во некоја друга прилика повторно ќе ни дојдеш за некоја друга тема да дискутираме. Со задоволство. И има теми за дискусија многу. Ви благодарам на поканата и се надевам дека колку толку ќе ова нешто ќе допренели и до учениците, до родителите и до колегите, до сите нас, да си го цениме малку повеќе, да си го потребуваме по-спонтано нашиот јазик, затоа што е убав како што е убав и англискиот. Да. Благодарам многу, ви благодарам и вам, драги слушатели и гледачи. Се надевам дека ќе не следите редовно, еднаш неделно со нашата емисија Мали ноќни муабети. Лека ноќ и се слушаме и се гледаме.